Добар ден, пладневни вести на Канал Плюс телевизија. Еве што денес подготвуваме за вас. Под мотото "Засади успех" денес се спроведува 16-тата акција на Денот на дрвото "Засади ја својата иднина". Од денес Македонија добива нови 3 милиони дрвца на својата површина. Граѓанската асоциација Мост во Кучани организираше трибина на тема "Проблемите и предизвиците на производителите на ориз во источниот дел на Македонија". Под мотото "Хуманитарен пулс за Ленче Манова", утре во Кучани ќе има голем хуманитарен концерт. Општина Кучани организира хуманитарен концерт на 11 декември. Под мотото "Засади успех" денеска на повеќе од 100 локации во државата се спроведува 16-тата акција Ден на дрвото "Засади ја својата иднина". Планирано е да се засадат 3 милиони дрвца на површина од 930 хектари. Во досегашните вакви акции во Македонија се засадени околу 50 милиони дрвца, а од Инспекторатот за земјоделие велат дека зафатени се околу 60% од насадените. Еве како тринава во Делчево на локацијата Црквенска река, каде се садат околу 20.000 дрвца бори багрем. Акцијата е добра, меѓутоа после треба известно време да се одражава, да се пази, да не се пушта стока, иначе узалудно е се. Какви дрва денес засадуват? Па багрем и бор, претежно багрем ќе биде. Колку прилика планирате да посадите денес? Околу 20.000, ако се во ред, тако времето колку. Денес се наоѓаме на местноста кај полето и со сите ученици ја изведуваме акцијата Ден на дрвото и се надеваме дека садниците ќе успешно ќе се фатат и ќе биде успешна акцијата. Така. Граѓанската асоциација Мост во Кучани организираше трибина на тема "Проблемите и предизвиците на производителите на ориз во источниот дел на Македонија". На средбата присуствуваа представници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, од Институтот за ориз, како и оризопроизводители од повеќе кучански села. Граѓанската асоциација Мост вчера организираше јавна средба на тема "Проблемите и предизвиците на производителите на ориз во источниот регион на Македонија". На средбата присуствуваа земјоделци, представници на стопанските предпријатија, научни работници, како и повеќе земјоделски здруженија од регионот. Со своји прашања, размислувања и наметнување на актуелни проблеми и можни решенија за подобрување на оризопроизводството, учествуваа и земјоделците. Целта на проектот "Мобилен парламент" е да се воспостави директна комуникација помеѓу граѓаните и институциите, односно пратениците и локалната самоуправа. По дебатата беше подготвен извештај за текот на дискусијата. Заклучоците и препораките како пишан документ беа дистрибуирани до сите пратеници до локалната самоуправа и до ресорното министерство. Мобилен парламент е дел од активностите на Граѓанската асоциација Мост за поврзување на граѓаните, кој започна да работи уште во 2003 година. Вредноста на целиот проект е со сума до над 100.000 евра и е финансиран од Европската унија. Регистрирани се нови случаи на заболени од варичела или овча сипаница во Виница. Епидемиолошката служба се уште нема прогласена епидемија. Од февруари до сега се евидентирани 37 случаи на заболени од оваа болест во Виница. Од почетокот на февруари до крајот на ноември, епидемиолошката служба во Виница евидентирала 37 случаи на варичела или овча сипаница, од кои 27 се во месец ноември. По неколку дена статус кво вчера од матичните лекари стасале 5 нови пријави за заболени деца на возраст од 3 до 5 години. Се уште немаме прогласена епидемија заради некои наши параметри. Ние постојано следиме состојбата, меѓутоа некогаш се случува да во текот на неколку дена нема ни по едно заболено детенце, да речеме. Обично тоа се заболени дечиња на возраст од 2 до 5 години, значи предшколската возраст во градинките. Меѓутоа поголемо отсуство не е забележено. Ние од нашата служба имаме направен увид во градинката, значи разговараме со стручните служби таму, со директорот. Поголеми отсуства нема.
и таа е бројката се следи перманентно состојбата, така да ако се појават одредени параметри кои што упатуваат на епидемија, секако дека ќе прогласиме и епидемија, даваме оние секојдневни препораки за подигање на хигиената на повисоко ниво. Меѓу заболените од кој дел се излекувани се уште нема случаи кои поборали интервенции на инфективните одделенија, што докажува дека се следат препораките за лекување во домашни услови. Меѓу евидентираните засега има само еден родител, останатите се деца од предучилишна возраст. По најавите за зголемено отсуство на дечиња од детската градинка Гоце Делчев, деновиве се преземени мерки од надлежните служби, но простор за паника нема, бидејќи секое надминување на болеста практично значи истекнување траен имунитет. Под мотото Хуманитарен пулс за Линче Манова, утре во дискотека Пулс во Кучани се планира голем хуманитарен концерт на кој учество ќе земат познати кучански музичари и бендови. Концертот започнува во 21 часот, а влезницата изнесува 100 динари. Со цел да го поддржи лекувањето на Линче Манова и општина Кучани организира хуманитарен концерт на македонската етногрупа Мунистра. Концертот ќе се одржи на 11 декември во Центарот за култура Бели Мугри. Општината ги повикува сите граѓани што имаат можност да го проследат концертот и да помогнат во спасувањето на младиот живот на Манова. СВР Штип поднесе кривична пријава за тешка кражба против двајца штипјани на возраст од 21 и 23 години. Осомничени се дека ноќта меѓу 9 и 10 ноември со употреба на подесен алат го демолирале стаклото на товарно моторно возило паркирано на улица Браќа Даневи во Штип и од него одзеле поголема количина на кафе и бомбони, при што направиле штета од 63.570 динари. Француската полиција во париското предградие Сан-Дени уапси жена за која се вели дека е во директна врска со помагачите на еден од обвинетите за терористичките напади од 13 ноември. Според извори на истрагата, 25-годишната жена е партнерка на претходно уапсениот маж во предградието Малаков, кој досега на полицијата и бил познат како дилер на дрога. Но според информациите, тој соработувал со Джафт Бендаут, единствениот кој прелиминарно е обвинет за нападите во Париз. Бендаут пред апсењето признал дека му обезбедил за солништен авут, но негирал дека знае за нападите. 5 лица се ранети во експлозијата на најверојатно импровизирана граната во близина на една постојка на подземната железница во Истанбул и не се потврдени претходните информации за едно загинато лице, соопшти градоначалникот на општината. Експлозијата одегна по 17 часот по локално време, во време на сообраќајниот шпиц во областа Байрампаша на европскиот брег од Истанбул, кој изминатиот период беше сцена на бомбашки напади на екстремистички групи и големи полициски акции, во кои беа уапсени стотици осомничени припадници на тие групи. Во обид да употреби смртоносно оружје против непријателот, непознат човек за кој се смета дека е член на Исламска држава, се разнесе сами од себе. На шокантното видео кое е објавено и на YouTube е прикажано како човек сака да испука граната низ дупка направена на ѕидот, но додека нишани таа експлодирала во неговите раце. Не е познато каде е снимено ова видео. Овој викенд се одигра четвртото коло во одбојкарската лига во Македонија, освен надпреварот помеѓу штипската екипа на Мавис и Лирија, кој ќе се одигра на 2 декември. Резултатите кои се постигнаа од ова четврто коло: екипата на Пробиштип Весна Акумулатори на гости кај Шутова загуби со резултат од 3:0 и во моментот на табелата се наоѓаат на третата позиција, додека Струмичани на гости ја совладаа екипата на Сушево. И во женска конкуренција, надпреварот меѓу Бами Кори и Јанта Волеј ќе се одигра на 2 декември. Во другите два надпревари, Македонија Макс ја победи екипата на Шкендија со 3:0, додека пак универзитетската екипа на Штип загуби од Работнички со 3:0. Во моментот универзитетската екипа е на 5-та позиција.
Овде е крајот на вестите. Повеќе за денешните случувања подготвуваме за дневникот во 16:30. Имајте убав ден.